Почитувани граѓани, почитувани медиуми, очигледно министерот Панче Тошковски оди по стапките на својот идол Никола Груевски и делува како негов партиски клон. Со предлог законските измени кои Тошковски ги предлага во Законот за полиција, тој готви партиска милиција на ВМРО ДПМН под целосно негова контрола. Наместо модерна, професионална европска полиција, Тошковски го претвара Министерството за внатрешни работи во параполициски апарат на ВМРО ДПМН. Ова, почитувани, не е реформа, ова е отворање на вратите за криминалци, послушници и за партиски војници. Ова е рецепт за полициска држава. Законот за измени на Законот за полиција што го предлага Тошковски е опасен за целиот безбедносен систем, антиевропски и длабоко корумпиран обид за партизација на полицијата, елиминација на кариерниот систем и уривање на безбедносниот поредок. 6 клучни точки во предлогот на Тошковски кои се скандалозни. Првиот, се симнуваат критериумите за образование и искуство на највисоките оперативни позиции во Министерството за внатрешни работи. Тошковски отвара простор за партиските послушници без ден искуство да командуваат со полициските сили. Без стручност, без кредибилитет, само со партиска книшка. За директор на полиција се намалуваат критериумите толку многу, со тоа што може да биде и од редовите на советодавни позиции. Во суштина, лице кое било само советник и никогаш не раководело ниту со 5 луѓе, по логиката на Тошковски треба да раководи полиција и да се грижи за безбедноста во државата, замислете. По 2, се бришат условите за минимум 6 години искуство и 4 години на раководни позиции. Дури и шеф на СВР ќе може да биде било кој по избор само на Тошковски. Луѓе со децениска кариера ќе бидат понижени од политички вработени без знаење и без искуство. По 3, се окинуваат регионалните центри за гранична контрола. Во време на геополитички ризици Тошковски удира по границите. Дали ова е подготовка за нелегални шеми со мигранти во нашата земја? По 4, се овозможува бришење на полициски податоци. Нема траги, нема евиденција, нема докази, само заштита на криминалот под капа на ВМРО ДПМН и Панче Тошковски. Под 5, се подига старосната граница на 30 години со што Тошковски ги елиминира младите, образовани луѓе само за да се вработуваат партиски луѓе. 6. Најскандалозно е бришењето на членот 19 од законот. Тошковски си дава овластување да држи во полиција осудени лица и прекршители на внатрешни процедури и правила. Ова е одредба за организиран криминал во униформа. Почитувани, Панче Тошковски сака моќ, не сака ред. Сака контрола, а не владење на законот. Наместо полиција што ги штити граѓаните, Тошковски прави партиска милиција што штити криминалци. Мијалков и Груевски беа мали деца за овие намери на Тошковски. Сада сама остро се спротивставува на овој правен терор врз институциите и врз граѓаните. Бараме итно повлекување на законот, прекин на узурпација на Министерството за внатрешни работи и отварање јавна дебата за департизација на полицијата. Полицијата мора да биде сервис на граѓаните, а не оружје во рацете на партиската мафија. Ова, почитувани, не е политичка борба. Ова е борба за безбедност, за државата и за правото. Македонија не смее да си дозволи нова верзија на режимот на Груевски со Тошковски во улога на негов партиски клон. Ви благодариме.